Намалување на акцизите на дизелот и бензините е една од мерките што владата ја разгледува поради растот на цените на горивата. Премиерот Мицкоски најави и вонредна владина седница на која ќе се анализира состојбата. Од владата вела дека внимателно ги следат движењата на светските енергетски пазари и дека секојдневно се прават анализи за ефектите врз домашниот пазар. Најавени се сет мерки за да се ублажат последиците од поскупувањето и да се намали товарот врз граѓаните и стопанството. Нафтата и бензините драматично порасна измината недела, а и курсот долар е малку посилен во споредба со претходната недела. Ние како влада ја продолживме кризната состојба уште 3 месеци, цените се такви да сигурно ќе имаме намалување на акцизите и кај дизелот и кај безоловните горива. Последната корекција на цените донесе поскапување од 5,5 денари за литар дизел и 1,5 денар за бензините. Економските аналитичари оценуваат дека владата располага со повеќе инструменти за интервенција, меѓу кои се намалување на акцизите и евентуални даночни олеснувања, доколку состојбата на меѓународните пазари дополнително се влоши. Од владата уверуваат дека снабдувањето со нафтени деривати е стабилно и дека резервите се доволни за непречено снабдување на граѓаните и стопанството. Истовремено посочуваат дека домашниот пазар останува под влијание на глобалните случувања, особено поради неизвестноста на Блискиот Исток која повторно придонесе за раст на цената на суровата нафта. На меѓународните берзи нафтата од типот Брент во моментов се тргува по цена од над $88 за барел, што представува значително зголемување во кус временски период.